Секојдневно седнат на картони, покриени со понекој партал, од утро до мрак и на -10, а и на +40 степени Целзиусови, инвалидниот 53 годишен прилепчанец Енвер Велиовски својата скромна социјална помош од само 4300 денари си ја надополнува со милостињата од луѓето кои пазарат во големиот супермаркет во центарот на Прилеп. Раскажувајќи си ја својата мачна и болна животна приказна, Енвер ни открива дека порано бил вработен, но поради болеста и како жртва на транзицијата, тој останал без работа, станувајќи социјален случај. Немам примање, не можам да работам. Тоа е социјален проблем, сум сега паднат. Отежнат сум со нозиве, со кичмата, не можам да одам толку пешки. Пополеко, оди, застани или седни. 3 пати подадев документите, ме одбијаја. Со какво образложение те одбиваја? Дека како покретен. На Енвер кој живее сам, не му се проблем само парите и нарушеното здравје. Огромен проблем му е и нелегализираната трошна куќарка во ромската населба Трибагреми, во која нема ниту струја, ниту вода, ниту покојкнина, заради што тој повеќе живее и спие на улица отколку дома. Потиснат од големата сиромаштија, сам не е кадарен да си го подсреди домот, па на повеќе наврати барал помош од локалните власти, ама досега не добил никаков одговор. Јас има подајно, еве и кај градоначалникот кој е вторио, да ме повикат, ни првио, ни вторио не ме повика. Еве, една 5-6 месеци подаен сум таму. Ништо та речи ќе те викниме, не сум викнат. И покрај се, Енвер не ја губи надежта дека еден близок ден сепак ќе најде на разбирање кај оние кои можат да му помогнат, за да има пристоен покрив над главата. А до тогаш, како што вели самиот, ќе си го кинел векот со неговиот живот на улица.